Envato. Envato. Почитувани, нашите населби се карактеризираат за жал со голем број на проблеми. Некои повеќето од тие проблеми се од инфраструктурен карактер. Некои има недостатоци во системот за водоснабдување, некои во патната инфраструктура и така натаму. Во претходната емисија имавме можност малку да се запознаеме со системот за водоснабдување на населба Подгорце, каде што како недостатоци се појавуваат проблемите околу до изградбата на Подгоречката брана и се разбира поставувањето на третиот филтер. Овој пат во нашето трето издание гости сме во Лабуништа, во јавното комунално предпријатие Хигиена, каде што пред себе сакал да му се заблагодарам на раководителот господин Субија Демировски, кој што еве буквално ни излезе во пресед да малку поразговараме и запознаеме со моменталната ситуација со системот за водоснабдување на населба Лабуништа и нормално малку нешто да не опише околу функционирањето на јавното комунално предпријатие, кој што буквално долги години функционира во населба Лабуништа. Господине Субија, накратко пред да преминиме на главните прашања, може ли накратко да не запознаете околу јавното комунално предпријатие, кога беше формирано и како функционира денес и со што стопанисува во населба Лабуништа? Вака, јавно комунално предпријатие Хигиена во Лабуниште е формирано негде 1997 година од страната на општина Лабуниште, од Советот на општина Лабуниште. Во моментиве јавно комунално предпријатие главна гранка му е водоснабдувањето и водоснабдителниот систем во Лабуниште, а исто така стопанисува и со канализационата мрежа, исто така стопанисува и со изнесувањето на сметот, со пазариштето и со сите јавни, со целата јавна хигиена во населбата Лабуниште. Тема на нашиот денешен разговор е токму системот за водоснабдување. Ке може ли да објасните еве вака со кратки црти како функционира системот Лабуниште, од кои елементи е составен, како се каптира водата? Водоснабдителниот систем во Лабуниште е еден од помодерните, можда и најмодерниот. Населбата прво е изградена целокупно со полиетиленски цевки, кои се врх во водоснабдувањето во нашава држава. Инаку, ние имаме два резервари за вода, еден многу поголем, еден помал, а тие два резервари ги снабдуваме со вода од каптажи. Каптажи имаме во моментиве 5 над населбата и 2 имаме во планината, кај местото викано Локви.
И од тие каптажи целокупната вода доаѓа во резервоарите каде што се врши хлорисвење на водата и се снабдува населението со вода од тука. Малце ќе се вратам со прашањето назад. Првите почетоци на системот за водоснабдување на Првите почетоци сигурно се како организиран систем, сигурно се може над 40 години. Ја веќе 24 години сум во ова предпријатие и за мое време во почетокот овде работеше едно предпријатие Универзал. Тоа работеше со вода. Дури се формира јавното комунално предпријатие. Инаку, порано имаше водоснабдителен систем изграден од азбестни цевки, беше за жал во тие времења и таква беше и ситуацијата. И тој водоснабдителен систем беше со многу помали профили и тогаш секоја мала имаше по една малска чешма каде што населението се снабдуваше од таа чешма, додека сега ситуацијата се измена, потребите на населението се многу поголеми и вака е модерно како што може и самите видовте. Оно што посебно се вака ме интересира, Лабуниште е населба со тенденција која што постојано се шири. Значи имаме нови градби, се зголемува населението и тоа едно време побарува и проширување на мрежава. До сега сме имале ли реконструкција или проширување на водоводнава мрежа? Реконструкцијата на водоводнава мрежа е завршена 100%. Проширувањето се врши во зависност од местата каде се шири опфатот на градба. И во сите тие места ние носиме нови линии. Нови модерни линии. Имав можност маце да во еден разговор со едни наши пријатели така. Има ли проекти? Све што е направено во Лабуниште е проектирано и све е изградено со проекти, почнувајќи од каптажите, од резерварите за вода, па и системот низ населбата, а сега во моменти имаме и други проекти со кои сакаме во населбата Лабуниште донесеме и други количини на вода, како што се изградба на еден базен во место викано Џупани, веќе и тој проект е готов и е даден во општина Струга, каде што општината како наш собственик на јавно комунално предпријатие аплицира преку Собранието на Републикава и преку Министерствата да обезбеди средства и да го изградиме уште тој резервар за вода. Во почетокот беше конструиран како резервар од 400 метри кубни и ние по потребите на Лабуниште го преправивме за да биде во резервар од 700 метри кубни. А изминатиот период, даназад во повеќе системи за водоснабдување во населбиве, па и во Струга, имавме можност да забележиме негативни наоди на примероси земени од системот. Како беше тоа јавно хигиена во тој период? Какви беа наодите, вашите наоди? Нашите наоди се овдека за можда 5-6 години назад, моите и да ги видите. Сите месечни наоди во Лабуниште се добри или во рамките на тоа што го бара и... Сте имали некојаш проблем? Не, до сега не сме имале проблем. Некојаш сме имале со заматување на водата, но тоа траело многу кратко и тога населението се известувало водата да ја кува или да не ја употребува за пиење. А иначе што се однесува до тоа до исправноста, микробиолошка и хемиска, стално сме имале исправна вода за пиење. Ево, тука се и резултатите, можете сите совет да ги снимите. Во летниот период се повеќе забележително недостаток на вода, па дури сте и принудени да воведите и рестрикции. Некои вика дека ево предпријатието е виновно, некои дека граѓаните несовесно ја трошат водата. Каде би го лоцирале вие проблемот, се мислам, сигурно сте запознати? Најголем проблем во летниот период е и веќе во касниот есенски период е намалувањето на изворите, на самите извори на вода. Ако во моменти ние имаме 100% сега, пролет, во тој период имаме 10% со самата суша што настануваат во природата. И најголем проблем е тоа, али ние во Лабуниште тој проблем го имаме негде околу 2 месеци. Селото и толку е модерен системот,
што можеме во секој момент на секоја мала или улица да ја распоредиме водата по 3 сати, по 6 сати, што значи и во тој недостаток на вода населението да имат отприлика ист период вода, да може да испери, да, како што знаеме сега е веќе системот помодерен, водата треба во секој домаќинство. Овие количини доволни се за снабдување на... Во тој период не, бидејќи селово е големо, едно од поголемите села, а ние ги имаме зафатено скоро сите извори на подрачјето на село Лабуништа, али со поголема свеста и граѓаните, со порентабилно трошење на водата и тоа може да се намените. Затоа ние ќе апелираме ова година до сите граѓани, колку што е можно повеќе да не се сади, да не се залева низ населбата зелени површини ова она, за тој период да го поминиме онака како што треба. Идни планови? Идни планови, како што реков, понапред имаме изградба на нов резервар за вода и изнаоѓање на нови извори низ планината, кои се од страната на линијата која веќе е донесена во населбата, што значи тие се помали зафати. Секој извор кој ние ќе одлучиме да го каптираме, ќе го каптираме и на определено растојание ќе го поставиме во шахтите што ги имаме веќе направени од Лабунишки и Локви до селото. Иначе населба Лабуништа, како што знаете, е една од најголемите населби. Околијава исто така, али со самото театре да е една од најмодерните према. Иако многу за Лабуништа не знаеле како е системот за наводнување, ево можете и сами да се уверите дека тука постојат начинот на кој што ние се снабдуваме е еден голем резервар за вода, супер модерно изграден по сите стандарди. Имавте можност и да видите. А водата е каптирана во 5 каптажи и од тие каптажи ја носиме во базентот за вода, каде што се врши хлорисување на водата, бидејќи од каптажите доаѓат сирова вода која мора да се хлориса. Од базентот надолу водата ја носиме со цевки ФИ 225 и потоа ја разграничуваме во селото. Резерварот со капацитет, мислам? Резерварот е со капацитет од 700 метри квадратни, кубни. 700 метри кубни. Значи, ова е тој сиот простор што е веќе ограден? Да, тука е оградено све да нема ни животинка, ни ништо да влези, ни говеда, ни овци, Најчести проблеми со одржување во се? Со одржување проблеми немаме, само во летниот период кога настануват и намалување на изворите на вода, што е природно во цела Македонија. Нормална работа. Тога имаме 2 месеци, така имаме малак недостаток на вода, иначе во моментиве имаме вода многу. Како што гледате и сами, само 10% од водата е пуштена во систем. Останатите 90% од водата е во речното корито. Начинот на хлорирање? Начинот на хлорирање е по електричен пат со електронски, вршиме со акумулатори, ги менуваме, бидејќи сме далеку од селото и директно на цевката под притисак, што значи можеме да добиеме вредности онакви какви што сакаме, од 0,2 до 0,5. Во секој момент можеме да ги добиеме со самата скала што ја видовте тука на апарат.
Значи ова е си од тој простор што моментално го гледаме. Јас значи уште еднаш ви благодарам што ја не донесавте тука, да го прикажеме. Се надевам дека ќе дојдеме и во друг период. Да, кога ќе имаме најмалу вода, ќе дојдете и тога, ба да ја покажеме вистината. Се надевам ќе се сретнеме и друг пат. Еве се сега и мило ми е што вие не сте меѓу првите што апелиравме и до местните заедници во Боровец и во Оптиси околу овие проблеми да поразговараме. Вие веќе ни отворивте вратата, уште еднаш ви се заблагодарувам. Ви стоиме на располагање и друг пат доколку нешто сакате да апелирате, да пренесете до граѓаните на Лабуништа и пошироко. Доколку нешто имате да дополните, славно еве. Па ништо, друго од се ми е да ви се заблагодарам што дојдовте и што сакавте. Не научи како да ми се разјасни некои работи повеќе, не тоа е добро. Уште еднаш благодарам и што да се гледаме во посол. И исто благодарам.